Добро вечер, почитувани. Петок, резервиран термин за импромту. Денеска ќе зборуваме за сите оние активности и проекти кои што ги има Фондот за здравствено осигурување, за буџетот, за сите новини кои што ги има воведено и кои што ќе ги воведува во иднина. Мој денешен соговорник е директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Саша Стефановски. Останете со нас. Директор на Фондот за здравствено осигурување Саша Стефановски гостин во регионалната О2 телевизија и во Импромту. Добро вечер, добре ни дојдовте. Добро вечер, Тања. Како што е редот на почетокот да ги поздравам сите оние кои што не гледаат и посебен поздрав до моеве охриѓани. Так. Имаме голема тема за разговор, имаме повеќе проекти кои што ви се актуелни во моментов и верувам дека се добри да ги објаснеме и за охриѓани и за сите оние пошироко кои што не гледаат, за сите активности кои што ги има фондот, но нема да ми забележите доколку започнеме со она што беше најактуелно, значи операцијата на малиот 11-месечниот Кирил, кој што на големо задоволство на сите трошоците во целост ги превзете Фондот за здравствено осигурување. И покрај мобилизацијата не само на охријани и многу пошироко, граѓаните дадоа се од себе да помогнат да се собера средствата, што и да се правеше, сумата навистина беше голема, никако да стигнеме до она потребна сума на пари. Позитивно не изненадовте, ги презетовте сите трошоци. Пред се би сакал да кажам дека дента кога го одобривме лекувањето, тоа го изјавив дека сум особено горд на луѓето кои што живеат во Охрид, на охриѓаните и сите оние кои што се одважија да помогнат за спасување на еден детски живот. Тоа е едно највисока човечка особина која што може да ја поседува некој, да е хуман и да сака да помогне. Ме импонираше фактот што јас сум роден во овој град кој што се мобилизира како никогаш досега, би рекол, да и се сплоти за да собере сили да му помогне на едно детенце кој што имаше потреба за помош. Ние како институција формирана од државата, ние како одговорни луѓе во оваа влада или во оваа институција се разбира многу одговорно пристапивме на целиот случај. Јас лично се ангажирав заедно со службите на фондот. Бевме во постојана комуникација со родителот на малиот Кирил, со неговиот татко Горан. Така што заеднички се договоривме што е најдобро за детето. И низ една процедура која што мора да помине во Фондот за здравствено осигурување, го одобривме лекувањето на Кирил во прва фаза. Инаку во моментов Кирил е хоспитализиран во клиниката Аџибадем во Истанбул и е хоспитализиран и во моментов прима антибиотска терапија, затоа што неговата состојба после операцијата има потреба да биде третирана со таква терапија. Во постојана комуникација сме и во наредниве денови ќе преземеме понатамошни чекори да после добивање на протоколи за лекување од клиниката во Турција да влеземе во постапка за понатамошна процедура за одобрување на понатамошно лекување, кое што ќе биде максимално сложено и долго. Кирил се наоѓа во многу сериозна здравствена состојба, така што сите заедно треба да пред се молиме за неговото здравје, а ние како држава ќе направиме се да излеземе во пресрет и да фамилијата нема потреба да се грижи за продолжетокот на лекувањето. Така, значи, веќе ќе се разгледуваат можности за да се покријат и останатите трошоци, како што веќе кажавте, значи лекувањето не завршува тука, туку има веќе најавена една годишна хемотерапија, да, што веќе го прочитав. После оперативниот третман и после извршената биопсија утврдено е дека се работи за брзо прогредирачки тумор, кој што за жал е таков. Не е доволна само хирушката интервенција, има потреба и од други пропратни медицински интервенции. Стручните конзилиуми на турската болница во моментот го иследуваат детето, што значи го обсервираат и утврдуваат кој протокол на лекување ќе биде најсоодветен за него.
Така што ние ги чекаме тие протоколи кои што ќе бидат предлог на турските доктори, кои што и го извршија оперативниот третман, така што откако ќе ги добиеме, повторно ќе влеземе во една процедура која што мора да ја спроведеме согласно закон, но се надевам дека во многу брза постапка, бидејќи јас лично ќе се заложам постапката да оди максимално брзо. Се надевам дека ќе биде добро за сите и затоа кажав, треба да сите заедно сега само да го имаме во мислите малиот Кирил, да се молиме за неговото здравје. Се што треба да направи државата ќе направи. Така. Во последно време, за жал, многу имаме вакви случаи како Кирил, значи многу други деца и повозрастни имаат потреба од лекување надвор од Македонија. Во кој случај и како се одлучува кој од тие случаи ќе ги покрива фондот, значи кој од тие болести ги покрива фондот па ги превзема лекувањето? Знаете што, Тања, од секогаш имало потреба доста дечиња и повозрастни за некои комплицирани случаи да одат во странство, бидејќи некои од процедурите се толку комплицирани што не може да се извршат во нашата држава. Меѓутоа, во последните неколку години е значително зголемен бројот од проста причина што со набавката на новата опрема веќе може да се диагностицираат тие комплицирани ситуации и медицински состојби за разлика од минатото, кога тие дечиња завршува фатално или беа на долготрајно боледување без да може да им се утврди фактичката здравствена состојба, бидејќи немаше потребната диагностичка апаратура за да ја извршат таа диагноза. Тоа е променето сега со набавката на новата опрема во здравството, кое што тоа е доста кажувана бројка од преку 100 милиони евра, веќе е преку 100 милиони евра. Диагностиката значително е подобрена и се диагностицираат оние болести кои што претходно немале можност да се диагностицираат. А пак со воведувањето на нови методи во државава, сега не се праќаат некои интервенции кои што се праќале пред 10 години. Пример, до пред 5-6 години за лекување во странство се праќале луѓе за операција на катаракта. Сега тоа е рутинска операција во повеќе здравствени установи во Република Македонија и нема потреба да се праќаат такви луѓе. Или до пред некоја година за операција во странство се праќаат дечиња за детска кардиохирургија. Веќе со американскиот тим кој што работи во соработка со нашите доктори на детската кардиохирургија, најголем дел од интервенциите се прават во нашите здравствени капацитети. Но да се вратам на прашањето. За да некој влезе во процедура во Фондот за здравствено осигурување, за да му биде овозможено лекување во странство, за тоа треба да проценат конзилиумите, стручните конзилиуми на универзитетските клиники. Значи, најстручните луѓе во држава од таа област, професори на медицински факултет, треба да го прегледаат пациентот, да го ја проследат неговата состојба, да направат одредени диагностички процедури и да утврдат дали таа интервенција може да се изврши во Република Македонија или не може да се изврши во Република Македонија. Ако не може да се изврши во Република Македонија, издаваат конзилиарно мислење кое што пациентот подоцна го поднесува во Фондот за здравствено осигурување заедно со и пополнува барање за да му се овозможи лекување во странство, пошто влегува во една процедура во фондот која што, морам да кажеме, последнава година максимално забрзана. Така. Се одлучува многу брзо и јас ќе ви кажам и соодветните рокови кои што по кои се постапува, бидејќи направивме одредени измени и на кои јас скоро година дена сум на оваа позиција во фондот, така што повеќе измени направивме во овој сегмент и ги скративме роковите и многу поефикасно се делува во оваа смисла. Значи, влегува конзилиарното мислење во фондот, се разгледува од првостепена и второстепена комисија и се носи одлука. Ја забрзавме работата со тоа што конзилиарното мислење го поделивме на два дела и тоа ако е конзилиарно мислење за состојба која што е ургентна или пациентот ако е во многу лоша здравствена состојба или е загрозен неговиот живот,
конзилиумот на клиниката може да издаде витално загрозувачко конзилиарно мислење и согласно новите регулативи во фондот кој што ги воспоставивме, Фондот за здравствено осигурување мора да одлучи во рок од 2 дена. Значи нема веќе чекање со недели, со месеци. Значи ние мора да одлучиме во рок од 2 дена од добивање на барањето, доколку е издадено такво конзилиарно мислење од витално загрозувачки карактер. Таков случај имавме пред неколку дена, го добивме барањето во 1 часот, во 16 часот веќе комисијата заседаваше и донесе првична одлука каде ќе го лекуваме тој пациент. Значи динамиката во тој дел е многу забрзана. И вториот дел на конзилиарното мислење е она што е и како досега постоеше конзилиарно мислење за не загрозувачка ситуација, значи оние пациенти кои што може да почекаат, условно кажувам, значи не зависи дали денес ќе се оперираат или за 2 недели, за 3 недели. Меѓутоа, тука направивме исто така строги ограничувања, кои што ограничивме дека еден случај не смее да биде разгледуван повеќе од 3 пати. Значи, на третиот пат мора да биде, на третото разгледување од комисиите, бидејќи тука морам исто да потенцирам дека не одлучувам сам јас во фондот кого ќе пратим на лекување, се работи за комисии кои што се составени од професори од Медицинскиот факултет, академици од Македонската академија на науки и уметности со медицинска вокација кои што се. Така што на третото разгледување на предметот во комисија мора да се донесе одлука. Дали тоа е негативна или позитивна, тоа го одлучува комисијата, меѓутоа не сме да се развлекува предметот и да оној кој што е пациент, кој што има потреба од лекување странство во недоглед да чека и да биде заглавен во административните процедури. Ние минатата година од нашиот буџет издвоивме околу 300 милиони денари, значи тоа се околу 5 милиони евра кои што ги лоциравме за потреби на наши осигуреници за лекување во странство. Но јас често пати во изјавите на оваа тема кажувам дека ние немаме лимит во Фондот за здравствено осигурување за лекување во странство. Сите оние осигуреници кои што ќе имаат потреба да се лекуваат во странство, а за кои што нашите стручни лица од клиниките ќе проценат дека не може да се лекуваат во странство, ние ќе ги изнајдеме сите потребни финансиски средства, ќе ги обезбедиме за да го овозможиме тоа лекување. Така да, иако во нашата ставка во буџетот имаме предвидено сума за лекување во странство, таа е променлива и е неважна. Сите оние кои што ќе имаат таа потреба, може да бидат спокојни дека ние имаме финансиски средства да тоа го покриеме. Така, во секој случај човечкиот живот е најважен и најбитно е оно што и сами кажавте дека многу брзо се реагира во такви случаи, така да сведоци сме и ние и како медиуми тоа сме го информирале досега дека сите случаи што се обратиле кај вас сите се изнашло начин за да се вратат и да се лекуваат надвор од Македонија. Тука одиме само со еден блок реклами, затоа што имаме уште многу теми за разговор. Останете со нас почитувани, продолжуваме со разговорот со директорот на Фондот за здравствено осигурување, по некоја минутка се враќаме во студио. Овој промту почитувани на регионалната одба телевизија, мој денешен гостин е директорот на Фондот за здравствено осигурување. Започнавме со операционите зафати надвор од Македонија и трошоците што ги покрива Фондот за здравствено осигурување. Кога веќе споменавме буџет, на почетокот на годината, чинам дека беше, кажавме дека буџетот на фондот е знатно зголемен според оној кој што го имавме минатата година. Со колкав буџет располага Фондот за здравствено осигурување и од каде возголемување? Да, тоа е едно од најинтересните прашања, од каде доаѓаат парите во Фондот за здравствено осигурување. Имаме одговор на тоа прашање многу сериозен. Прво би сакал, да, и логичен. Прво би сакал да кажам дека буџетот на фондот е зголемен за 1.400 милиони денари, за разлика од онај буџет кој што го имавме во 2015 година. И најголем дел од средствата ние повторно ги лоциравме во здравствените установи, тоест за обезбедување на здравствени услуги за нашите осигуреници, затоа што нашата првична одговорност во системот е да се грижиме за правата на пациентите и да обезбедуваме финансиски средства да функционираат здравствените установи.
која и висината на буџетот е околу 25 милиарди и 400 милиони денари. Меѓутоа, кога ќе фрлиме поглед наназад, например од 2002 година, кога ќе го погледнеме износот на тој буџет тогаш, ќе утврдиме дека буџетот на Фондот за здравствено осигурување од 2002 година до оваа тековна година, значи до 2016 година е зголемен за 100%. Значи, ако буџетот бил 12 милиарди денари во 2002 година, сега е 25,4 милиарди денари. Тоа значи дека многу се вложува изминатите години од сите аспекти во здравството, па и од финансиски аспект, бидејќи изнаоѓаме средства за функционирање на здравствените установи, изнаоѓаме средства за зголемување на платите на сите категории вработени во здравствениот сектор, дали се тоа среден персонал, медицински среден персонал, сестри, дали се тоа доктори, општи лекари, тоест специјалисти, субспецијалисти и така натаму. Повеќе кратно сме го зголемиле износот на плата што го примаат. Успеавме да ги трансформираме волонтерите во редовни вработувања. Значи, изнајдовме средства и можности за преку 2200 волонтери кои што работеа во здравствениот сектор и со новиот закон и со давање на можности во 3 групи ги добија решенијата и има трајно вработување во здравствените установи во Република Македонија. Од каде доаѓаат средствата? И тука е она што е клучно при одговарање на ова прашање. Бидејќи здравството е директно врзано со силата на една економија. Во држава имаме интегриран систем на наплата на придонеси. Значи, ние директно не ги наплаќаме придонесите, тоа за нас го прави управата за јавни приходи, затоа што со воведување на концептот на бруто плата, сите придоноси во вид на даноци кои што се плаќаат од граѓаните одат преку управата за јавни приходи. Така што од 2006 година наваму, знаете дека владата на Република Македонија вложува сериозни напори во делот на привлекување на странски инвестиции, отварање нови работни места, отварање на нови индустријски капацитети, промовирање на пазарната економија, овозможување на мерки за самовработување, тие што имаат помали компании да ги прошират, поволни кредити и така натаму. И тоа резултира со зголемување на бројот на вработени во Република Македонија. И Министерот за финансии пред некое време излезе со една конкретна бројка, тоа е дека 150.000 граѓани во Република Македонија се вработени повеќе од она што биле во 2006 година. Со самото тоа се повеќе бруто плати кои што се исплаќаат во држава, тоа се повеќе средства кои што се издвојуваат по основ на данокот за здравствено осигурување, кои што влегуваат во Фондот за здравствено осигурување. И ние тие пари повторно ги враќаме на нашите осигуреници за здравствени услуги. Што е еден затворен круг кој што функционира добро. Колку повеќе расте бројот на вработување во држава, толку повеќе ќе се зголемува и буџетот на Фондот за здравство и тоа се еден систем на врзани садови кој што е логичен след на позитивните проекти кои што ги спроведува владата на Република Македонија. Значи, во Република Македонија здравственото осигурување е 7,3% од бруто платата, кое што е трет најмал процент во рамки на Европа. Значи, во рамките на целата Европска Унија и пошироко, македонските граѓани плаќаат трет најмал данок за здравствено осигурување, а ги добиваат сите услуги без ограничување. За споредба Словенија и Хрватска, стапката на данок кој што плаќа хрватскиот или словенскиот граѓанин е 14,4 или 15%. Значи, во услови на трет најмал издаток во Европа за здравствено осигурување, расте буџетот на Фондот за здравствено осигурување затоа што расте бројот на вработени лица во Република Македонија. И сметам дека ова е позитивен тренд кој што ќе продолжи и понатака, затоа што силен е фокусот на ова влада за привлекување на странски инвестиции, отварање на нови работни места, она што е едно од најважните прашања за македонските граѓани. Отварање на нови работни места и од таму нормално доаѓаат сите позитивни аспекти кои што
овозможуваат на државата да така. функционира и да дава нови привилегии за граѓаните. Така. Исто така зголемен, мислам дека дупло е зголемен и буџетот на јавните здравствени установи еве во Охрид. Вие бевте пред нова година, мислам, така на договори кога бевте и тогаш ја соопштивте ова информација дека дупло ќе се зголеми. Ние ги изненадивме малку здравствените установи тоест минатата година, затоа што воведовме еден нов концепт, кој што концепт е и мое лично убедување дека така треба да се работи, дека ние треба малку да излеземе од нашите канцеларии и да појдеме директно во установите кои што ги финансираме и да ги погледнеме сите аспекти на функционирањето, да се сретнеме и со лекарите, да се сретнеме и со средниот медицински персонал и со пациентите, па тие директно да ни ја кажат состојбата каква и што е. Така да во месец ноември-декември 2015 година го почнавме тој концепт да директорите на Фондот за здравствено осигурување одат директно во здравствените установи и директно со менаџерските тимови и поширокиот колегиум на тие здравствени установи ги договораат буџетите за наредната година. Се разбира, врз точно утврдени параметри. Кога договаравме буџет со сите здравствени установи, пред се на ум ги имавме перформансите што тие ги имале како здравствена установа во тековната година и во претходната година, за да влечиме заклучоци колку им се капацитетите. Така што ние се обидовме да дадеме стимул на сите здравствени установи во државава, без исклучок, па и на охридските. Буџетот е значително зголемен, не е дупло зголемен, меѓутоа е значително зголемен, така што Охридската болница на располагање има плюс 25 милиони денари за разлика од буџетот во 2015 година, со што се надевам дека ќе може болницата финансиски добро да менаџира, што е одговорност на менаџерскиот тим да потенцирам. Значи, тоа е одговорност на луѓето кои што се директори во здравствените установи за финансиска стабилност на здравствените установи. Меѓутоа, се надевам дека ќе може да воведуваат и нови методи во тековнава година, затоа што да не заборавиме, Охридската болница е едно од најновите капацитети во здравството во Република Македонија, инвестиција преку 5 милиони евра, само во инфраструктура. Купени се нови апарати, компјутерски томограф, мамограф, нешто што ние како охриѓани, јас се сеќавам добро, бидејќи минатата недела бев во посета на клиничката болница и имав прилика да им раскажам таму дека кога охриѓанец имаше проблем и имаше потреба да се снима на томограф, ќе требаше да оди во Битола, па да се моли, да фаќа врски кај познаници таму и да го снима. Значи, зборувам за пред 10 на 15 години. Сега создадовме услови да тој апарат и многу други современи апарати ги имаме во нашата болница. Охриѓани нема потреба да патуваат, нема време на чекање, многу брзо оди процедурата, така да тоа е една додадена вредност на Охридската болница во делот на инфраструктурата и на апаратурата. И се разбира, кога договаравме буџетот, се договаравме и за развој на човечките капацитети, човечкиот потенцијал. Она што го лоциравме неколку години назад како проблем, а тоа е дефицитарност на одредени кадри, го надминуваме полека со тоа што распишуваме специализации преку Министерство за здравство за лекарите кои што се ново вработени во здравствените установи, кои што на едукација. Тука се и здравствениот дом на кој што му е зголемен буџетот, Центарот за јавно здравје и особено сакам да ги потенцирам кардиолошкиот завод Охрид и специјалната болница Свети Разум. Буџетот на овие две институции е специјално зголемен, затоа што добивме ветување од менаџерските тимови дека ќе направат силни напори оваа година да воведат нови методи на лекување или да ги осовременат актуелните методи на лекување со нови пристапи. Специјалната болница чина минува апаратура, веќе пристигна покрај тоа што се работи и се реконструира во моментов. Специјалната болница има многу добра перспектива ако се развива во таква насока како регионален центар, зашто ние правиме напори да тоа биде така. Значи, во моментов тече комплетна реконструкција на болницата со доградба. Ако се сеќавате, таму имаше некоја карабина изградена уште во 80-тите години
и така беше оставена на забор на времето, ние ги најдовме потребните финансиски средства, ги обезбедивме со добра волја на владата, на председателот на владата, тогаш господин Никола Груевски, неговата силна заложбата на министерот за здравство и се разбира на нас сите кои што сме охриѓани, сме на некој начин застапени или во владата или во собранието на Република Македонија, со силна наша заложба, тука ги ставам и пратениците, градоначалникот, сите што се на некој начин во контакт со било какво ниво на функција во државната управа, се залагавме силно да и успеавме да се обезбедат средствата и да почне комплетната реконструкција, која што ќе следене и со обновување на дел застарената диагностичка апаратура и нашата специјална болница се разбира ќе може да биде една од референтните центри. Намерно го спомнам зборот референтен центар, затоа што во медицината ова е најзначајниот збор, да сте референтен за одредени процедури. Тоа е вашата сила, тоа е вашата можност и тоа е на крајот на криштата вашиот престиж доколку станете референтни за одредена работа. Сметам дека охридските здравствени капацитети има таква можност да во одреден период од сега, па и за можеби и за пократок период станат референтни центри во регионални рамки. Така, посебно радува што ние пред некој ден баш бевме во посета на оваа болница, радува фактот што во ниеден момент не се стопирани, да речеме, оние здравствени нити услуги, нити операциони зафати и не само што не се оди на приоритетни, туку сите буквално сите навремено се изведуваат и покрај доградбата и покрај реконструкцијата. Морам да кажам дека тоа е за поздравување и тоа е едно од заложбите да не се застане во процесот на давање на медицинската услуга. Ние, почнувајќи од јануари месец, веќе следиме подетално што се случува и во делот на фактурирањето на здравствените услуги, така што одредени осцилации во одредени болници може да ги утврдуваме и на месечно ниво, затоа што имаме електронски систем кој што ни го дозволува тоа. За поздравување, бидејќи имаме позитивни трендови на зголемување на бројот на интервенции во овој дел од државата, тука се секако и нашите охридски капацитети. Така. Го споменавте електронскиот систем, нешто што е најново во моментов, врзани се сите центри преку тој електронски систем, тука ги имаме и читачот на картички кој што од неодамна е воведен и кој веќе ги дава и своите резултати. Како функционира сето тоа? Ние се трудиме да ги следиме светските текови и европските текови за електронизација на административните процедури во здравството. Тоа за да се направи потребна една многу сериозна подготовка и воспоставување на еден систем софтверски кој што ќе ги обедини сите институции на една платформа, тоест во еден софтвер. Ние неколку години веќе сме вмрежени со здравствените институции. Тоа има огромни придобивки, затоа што во реално време можеме да ги следиме сите аспекти на финансиското работење на болниците, бидејќи трезорот, финансискиот трезор за здравството се наоѓа во Фондот за здравствено осигурување. Значи, преку нашиот трезор поминуваат сите трансакции и ние ги следиме го следиме нивото на трошење на парите или нетрошење на парите. А исто така го следиме и нивото на услуга која што ја даваат здравствените установи на осигурениците, затоа што тие тоа го фактурираат, го испорачуваат како завршена услуга на Фондот за здравствено осигурување. Но од пред неколку месеци отидовме чекор напред, а тоа е да електронските услуги ги доближиме поблиску до граѓаните. И направивме на листа на услуги кои што граѓанинот, а со административна природа, уште еднаш да повторам, кои што граѓанинот за да ги добие треба да оди во подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување. Немаше друг начин како да се спроведе таа постапка, освен да треба лично да се појавите на шалтерот на Фондот за здравствено осигурување, да носите документи со вас, да ги поднесувате до фондот, па да чекате тоа да излегувате од работа, да завршите работа и така натаму. И ние констатиравме кои се најчестите потреби на граѓаните во административната работа со фондот
и одлучивме дека е добро покрај старомодниот начин на функционирање на фондот и одењето по шалтер, да го ведеме и современ начин на функционирање на фондот и ние ги направивме сите тие услуги, најфреквентните услуги, достапни и по електронски пат. Што значи тоа? Тоа значи дека можете од кај ординацијата на вашиот матичен лекар да ја завршите административната процедура и да поднесете барањето за одредено право, пример за рефундација на некој лек, за отварање на боледување, за поднесување барање за рефундација на ортопедско помагало или за барање за добивање за ортопедско помагало. Значи имаме цел сет на услуги. И можам да кажам дека успеавме 90% од услугите кои што имаше можност само да се добијат на старомоден начин, сега може да се добијат и по современ електронски пат, без да има потреба да доаѓате на шалтерот на Фондот за здравствено осигурување, да губите време, средства, енергија, да излегувате од работа и да имате непријатности со предпоставените, така што може директно од кај матичниот лекар или дури од сопствениот компјутер, ако имате креирано профил на порталот на Фондот за здравствено осигурување, имате електронска здравствена картичка, која што да споменам, сите картички се изработени и се дистрибуирани во подрачните служби, оној кој што се уште не си ја подигнал, а имал поднесено барање во 2014 и 2015 може да појде да си ја подигне картичката. Значи со вашата електронска картичка преку обичен читач, кој што може лесно да се набави, не чини многу, може и од дома да се тераат овие постапки. И сметаме дека ова значително ќе ја забрза работата, ќе ги растовари. Има повеќе моменти кои што се позитивни, а тоа е оној што кажав, ќе заштеди време, средства, енергија на граѓаните, ќе ги убрза административните процедури. Од втора страна, ќе ги забрза административните процедури во фондот, бидејќи ќе се намали обемот и се намалува обемот на предмети во хартиена форма. И на некој начин ќе се растеретат службениците во фондот за да можеме посветат повеќе време на секој оној кој што ќе одлучи да дојде директно во Фондот за здравствено осигурување. Тука сакам да потенцирам дека немаме во план да го исклучиме шалтерското работење, затоа што сме свесни дека постојат и граѓани кои што се повозрасни, не се доволно упатени во работата со компјутер и така натаму. И од почит спрема нив и од аспект да не им направиме проблем, ние одлучивме дека ќе функционираат двата начини за си одбираат осигурениците кој начин ќе си го... Дали сака да дојде, на некој може му и поинтересно и да дојде на шалтер, да може да добие повеќе податоци, или оној кој што нема време за губење, ќе може тоа да го направи по електронски пат. Значи, 90% од услугите ни се веќе во електронска форма достапни. Идејата ни е да 100% од услугите да бидат достапни во електронска форма. Се надам дека до крај на годината тоа ќе го завршиме, бидејќи ни е поставена задача. Така. Имате многу новини, но тука ќе направиме прекин. Последниве минути ќе погледнеме една анкета да видиме колку охриѓани се запознаени со она што го работи фондот, со оние услуги кои што ги нуди фондот и дали се запознаени токму за ова што го зборувавме за електронските услуги кои што ги нуди Фондот за здравствено осигурување. Да, се е добро. Сум искористила. И лекови примам, и ова електронско закажување на клиника од дома одиште примаат. Фондот доста ни помагат, доста се наманели лековите и уште оди понатака да се намалат. Ево, јас лично апарат ќе користам, на секој 5 години ти даве да го обновиш и така. Па не, бога ми, баш јас сум задоволен кога да влезам то брзо оди, него кога да имат ред, сите си онак, си влегувам и така со ред. Електронското пријавување убаво е. Значи не се чекат, се знае редот, тоа е многу убаво, многу е добро смислено и убаво се работи. Лекоите не се скапи, некој се, некој не се. Пример, ама ја што изема поевтини се. Преку социјално. Овој првото почитувани, анкетата која што пред малку ја видовте е јасен показател дека охриѓани се информирани за сите активности на Фондот за здравствено осигурување и ги користат и оние електронски услуги за кои што пред малку зборувавме со мојот денешен соговорник, директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Стефановски.
Една тема или еден нов проект на фондот кој што го најавивме, тоа е инвитро оплодувањето, кој што исто така трошоците комплетно превземени од Фондот за здравствено осигурување до трет или четврти пат, така? До трет обид. Трет обид. Да, тоа е една од новините кои што ја воведе ова влада предводена од ВМРО ДПМН уште во 2008 година. Меѓутоа само за инвитро за прво дете до 3 неуспешни обиди. Како што годините поминуваа, така се раѓа потреби за унапредување на овој проект. Така да во последната година, тоест 2015 година, одлучивме дека треба да одиме еден чекор напред, а тоа е дека треба да ги ослободиме и од плаќање на партиципација, која што дотогаш ја плаќа оние граѓани кои што ќе добијат ваучер од Фондот за здравствено осигурување за инвитро постапка. Така што од 13 ноември 2015 година 100% од трошокот е натовар на Фондот за здравствено осигурување, што сметаме дека значително ќе го олесни финансискиот трошок на секоја фамилија која што има проблем да зачне дете, а се разбира овој проект е наменет токму за оние семејства кои што имаат проблем да зачнат плод по природен пат. Државата се стави во нивна помош, бидејќи доколку приватно останеше како што беше пред 2008 година, верувајте се работи за значителни финансиски средства кои што требаше секоја двојка да ги плаќа. Од една страна имаат проблем да зачнат, од друга страна им треба многу финансиски средства да го направат тоа. Државата, уште еднаш ќе кажам, го препозна тој проблем за тие граѓани, одлучи да го воведе инвитрото на товар на државата. Неколку пати се унапредуваше тој процес, за да во 2015 година со последните измени се укине и партиципацијата и таа ја презема државата, така да во моментов инвитро постапката е дозволена за прво, второ, трето и четврто дете до 3 неуспешни обиди. Ме радува фактот што на почетокот на оваа година имаме значително зголемен интерес за парови кои што сакаат да се подврнат на инвитро постапка, а имаме зголемување и во 2015 година, која ги видиме бројките од 2014 година. Кумулативно во периодот од 2010 година до 2015 година Фондот за здравствено осигурување има издвоено околу 6 милиони евра, кои што ги вложил во граѓаните за да може да добијат принова и да имаат радост во семејството. Тоа се значителни финансиски средства. За оваа година имаме предвидено, за 2016 имаме предвидено 90 милиони денари. Сметам дека ќе бидат ставени на располагање на оние на кои што им требаат. Фондот за здравствено осигурување има склучено договор со 9 здравствени установи во Република Македонија кои што имаат можност да ја прават ова инвитро постапка. И нашата тенденција е да и медиумски го експонираме овој проект, затоа што успешноста на инвитро постапката е врзана со возраста на оние кои што сакаат да добиват принова. Така што брзото препознавање на проблемот резултира со побрза постапка за инвитро, која што пак од друга страна го крева процентот на успешност за инвитро постапката, бидејќи тоа е комплицирана медицинска процедура, која што во светски рамки како успешност доаѓа до 30, 40, 50% зависи од возраста на мајката. Така што целта на нашето медиумско експонирање на овој проект е да оние кои што имаат проблем да не го потиснува, напротив, побрзо да го препознаат и да побараат помош финансиска од државата за да ја спроведат оваа постапка. Така. Останатите проекти вака ќе ги нафрлиме нели бесплатни годишни ПАП тестови, исто така покриени од Фондот за здравствено осигурување, намалување на лековите. Да, имаме многу проекти. Морам да кажам дека здравството е еден комплементарен систем, комплициран систем кој што функционира на различни нивоа. Ние сме во континуиран дослуг со Министерството за здравство и најголем дел од мерките ги носиме заеднички, тоест заеднички се договараме што е добро и што е можно да се направи.
Би сакал тука да го потенцирам, бидејќи за граѓаните едно од можеби најважните работи, а тоа е намалување на цената на лековите. Тоа е еден капитален проект кој што го спроведе владата на Република Македонија изминатите години. Зошто? Затоа што се намалија цените на преку 4700 лекови во Република Македонија. Се заштеди околу 33 милиони евра изминатите 4 години. Пари кои што претходно завршувале во џебовите на некои од моќниците од фармацевската индустрија. Сега тие пари остануваат во здравствениот сектор и ние ги вложуваме повторно во услуги кои што ги покриваме за нашите осигуреници. Ова што го зборувам може да секој од оној што не слуша да размисли и да види дали е точно и да направи една споредба колку плаќал за лекови пред 7-8 години, колку плаќа сега. Некои лекови се намалени до 1000%. На крајот на месец март ќе биде направено и 8-то намалување на цената на лековите поред, бидејќи тоа е една континуирана активност која што ја правиме заедно со Министерството за здравство, а која што е почната во 2012 година. 2 пати годишно се намалува цената на лековите со многу прецизно утврдена методологија која што овозможува да цената на лекот падне на пододредено ниво, а граѓанинот помалку издвои средства, доколку се работи за лек кој што го купува не е на позитивна листа или Фондот за здравство да заштеди, па пак тие средства да ги даде во здравствените установи за лекување. Значи, ова е еден од покрупните проекти во здравството, кои што првенствено го чувствуваат граѓаните, бидејќи помалку средства издвојуваат кога набавуваат одреден лекови. Така. Не можеме да не ја спомнаме мамографот во општата болница во Охрид, затоа што до скоро време немавме ваква услуга во Охрид. Охриѓанки одеа во Вевчани, соседно Вевчани, за да ја користат оваа услуга. Сега веќе однеодамна имаме и тука. Да, тоа е Исто така натовар на фондот се нема предвид. Да, тоа е, сакам да кажам дека тоа влегува во оној концепт кој што претходно го објаснивме, дека ние генерално инвестираме сериозни средства во диагностичката апаратура, бидејќи тоа е еден од нашите стратешки приоритети. Нашите стратешки приоритети ги имаме поставено на 4 столбови, а тоа е дека оваа влада ќе инвестира во здравствената инфраструктура со градење на нови здравствени капацитети, нови болници, како што ќе градиме клиничката болница во Битола, клиничкиот центар во Скопје, па и како што беше изградена општата болница во Охрид. Реконструкција, адаптација на постоечки капацитети, тоа е првиот столб. Вториот столб е дека ќе инвестираме сериозни средства во набавка на диагностичка апаратура. До сега потрошивме околу 100 милиони евра. Во иднина планираме да трошиме средства затоа што медицината оди напред. Нашите граѓани заслужуваат најсовремена апаратура преку која што ќе може да ги диагностицираат болестите. Третиот столб во кој што инвестираме е наш стратешки приоритет е унапредување на човечкиот потенцијал во здравството, тоест вработување на нови лекари, усовршување на постоечките лекари, доделување на специјализации, субспецијализации, испраќање во странство на едукација до едукација, соврска да се вратат и да работат во македонското здравство. И четвртиот столб е континуирано унапредување на процесите во здравството од административна природа, воведување на нови системи во работа во здравството, финансиска стабилност на здравството, унапредување на правата на пациентите и така натаму. Така што многу добро знаеме каде сме, што сакаме и кај треба да одиме во иднина. Малку повеќе објаснив за да го вклопам, да ја вклопам и логиката на присуството на мамографот во општата болница. За нас веќе е незамисливо во општа болница, особено ваква ваков нов капацитет во држава, да ја нема целосната опрема која што треба да има една болница. Кажа, веќе имаме и компјутерски томограф, дека се потсетат нашите сограѓани пред 10 на 12-13 години
требаше да одиме во Битола ако имавме потреба или во Скопје од тоа, сега ние тука во нашиот град. Имаме мамограф кој што се надевам дека ќе овозможи спасување на животи, особено на жените, затоа што во програма на Министерството за здравство се влезени редовни мамографски прегледи. Така што ова е еден апел до сите жени од Охрид да се користат услугата која што им се нуди. Да се искористат услугата и да ја искористат превентивната мерка да се проверат. Затоа што превенцијата е многу значајна алка и доколку некој има некаков проблем, тоа може да се третира на многу поедноставен, полесен начин и да не заврши со фатални последици, отколку да се игнорира, да не се користи апаратот, па некој кога ќе има проблем да директно оди на комплицирана процедура. Па апаратите се купени за нашите осигуреници. Тие треба да бидат максимално користени од страна на јавните здравствени установи и да бидат во функција на нашите осигуреници. Ние тие апарати сме и купиле за да се трошат, за да ги користат, а не да стојат во установите. Затоа ова е еден апел и до здравствените работници, до менеджерите на сите установи каде што сме набавиле нова опрема и на пациентите да максимално ја користат истата. Во својата програма свој дел на фондот имаат и стоматолозите, нели капитацијата се зголеми на матичните стоматолози. Ова се случи после колку години? Да, Фондот за здравствено осигурување има склучено договори за соработка со 3300 субјекти во држава. Тоа е нашата законска обврска да мора да склучиме договор за соработка, дали е тоа јавна здравствена установа или приватна здравствена установа. Во примарно ниво, во Република Македонија постојат околу 2800 ординации на приватни стоматолози и приватни матични лекари, тоест матични лекари. Тие функционираат и се финансираат од страна на Фондот за здравствено осигурување по метод на капитација. Значи, колку пациенти има, ние имаме утврдено кој е месечниот износ како капитација што го плаќаме по човек и тој помножен по бројот на пациенти го плаќаме на матичниот лекар. Значи, колку повеќе има матичниот лекар пациенти, толку повеќе средства ќе земе од фондот. И направивме една сериозна анализа изминатата година. Разговаравме со Лекарската комора на Република Македонија, со Стоматолошката комора на Република Македонија. Заеднички утврдивме дека моделот на плаќање е непроменет подолго време, дека висината на средствата кои што се одвојуваат од Фондот за здравствено осигурување за оваа намена е непроменет подолго време, од 2008 година наваму. Така што и во дискусии со Министерот за финансии, Министерството за финансии, Владата на Република Македонија, Министерот за здравство се разбира, одлучивме да ја коригираме вредноста на капитациониот бод, тоест да ја зголемиме на општо задоволство на нашите соработници, стоматолозите и матичните лекари. Така што направивме два пакета. Едниот пакет е за матичните стоматолози и веќе е во сила новата цена на капитациониот бод од 1.1.2016 година. Оваа мерка ќе ја почувствуваат повеќе од 1100 матични стоматолози низ цела Република Македонија. Имаме добар дел такви и во Охрид. Така што висината на капитациониот бод е зголемена за 5 денари, од 35 денари на 40 денари. А вториот пакет е наменет за матичните лекари, чии што капитационен бод ќе биде коригиран од 1.7.2016 година од 50 на 55 денари. Ова е значително придвижување за матичните лекари и стоматолози, затоа што ние сметаме дека ќе се одрази и позитивно во третманот на пациентите, дека ќе бидат помотивирани да ги третираат пациентите на подобро ниво. Иако морам да кажам дека примарната здравствена заштита е една од најзначајните алки на Фондот за здравствено осигурување, бидејќи таа е она капија на здравствениот систем и она место од каде што пациентите се дистрибуираат во здравствениот систем и затоа ние посветуваме сериозно внимание во диалогот со нашите соработници, со релевантните представници на нивните здруженија.
кумулативно на годишно ниво, ова е зголемување од преку 270-80 милиони денари, кои што ние ги обезбедивме во буџетот и се достапни за матичните лекари и стоматолози. Значи, зголемувањето од 5 денари само за еден пациент, кумулативно на државно ниво е значително голема сума на пари, кои што ние за среќа ја обезбедивме и веќе ја ставаме на располагање и ќе ја дистрибуираме месечно до матичните лекари онака како што тие во форма како што тие имаат склучен договор за фондот за здравствено осигурување, значи висина на капитационен бод по број на пациенти колку што се запишани кај матичниот лекар. И уште една новина тука би сакал да додадам дека се придржуваме на договорните одредби од подпишаните договори, исплатата оди на 60-тиот ден. Некако досега што беше на колку, на 70-80. Ја подобривме дисциплината во делот на исплатата на средствата кон матичните лекари, стоматолози и гинеколози, така што сметаме и дека и од тој аспект тие ќе бидат задоволни. Кога веќе споменавте исплата, знам дека ветивте, но направивте напори, го реализиравте тоа, навремено се исплаќа и породилното. И ова е точно така, ова е една констатација која што е сосема точна, бидејќи ние многу малку ја апострофиравме изминатиот период, бидејќи сметавме дека граѓаните тоа веќе ќе го восприемат така кој ќе видат. Беше проблем, мора да се признае. Да, кој ќе видат оние кои што се на породилно пари на сметка за претходниот месец, а некако допре некое време со доцнење. И ова влегува во она наша определба за електронизација на дел од услугите во Фондот за здравствено осигурување. Значи на тој начин го имате увидот за да може точно да се Точно, ние направивме еден софтвер во кој што е исклучено влијанието на човечкиот фактор. Тој софтвер е поврзан со управата за јавни приходи и автоматски прави пресметка на износот што треба да го добие одредена родилка. Тука имаме сепак еден субјективен фактор кој што е доаѓа од компанијата каде што работи жената, значи таму мора да бидат точно пресметани првичниот број на сати за кој што во тековниот месец кога оди породилката на боледување треба да бидат исплатени од фирмата и тука се случуваат најчестите грешки кога некоја жена отвара породилно боледување па чека прва исплата, но веднаш што влезе во процедура во фондот, веќе од пред 6-7 месеци си оди месец за месец исплатата, со што сметаме дека значително ја подобривме финансиската моќ на семејствата кои што имаат принуда, бидејќи сите знаеме колку се потребни и неопходни финансиските средства кога имате принова во семејството. Меѓутоа има уште две многу важни работи кои што ги направивме изминатава година, а кои што морам да кажам слабо сме ги комуницирале, можеби не ги знаат луѓето. Тоа е дека направивме измена во законите и дозволивме да тоест не интересира дали во компанијата или фирмата во која што работела родилката, од кога ќе остекне правото на породилно отсуство, исплатила плата, придонес и така натаму. Значи, од моментот на стекнување на право на породилно отсуство, комплетно во 9 месеци, во време трајање од 9 месеци, Фондот за здравствено осигурување ги презема врските. Без разлика дали фирмата се затворила, значи нема да стравува дека нема да се префрлат. Државата го гарантира породилното отсуство 9 месеци и исплаќа финансиски средства, ниту пак родилката го губи правото на породилно доколку е вработена со договор на дело, па во меѓувреме истече договорот на дело, таа остане без работа, значи не се прекинува породилното отсуство, си продолжува во законски предвидениот рок од 9 месеци. И ова е значителен напредок во делот на фискалната дисциплина која што фондот има спрема осигурениците кои што директно влечат право од Фондот за здравствено осигурување, особено за оние ставки кои што знаеме дека реално имаат потреба семејствата, како што е ова, например, породилното отсуство. Значи, од пред 6-7 месеци, да повторам, веќе исплаќаме породилно отсуство, како што се зема и плата. Значи, месец за месец. Пример, за месец март месец исплаќаме за месец февруари породилно отсуство. Така што имаме динамика, имаме финансиски средства. Тоа е нешто што е веќе
пракса кај нас пола година. Така, временски сме ограничени, но сепак на крајот само уште би прашала со дијализата. Знам дека имаше и тука новини. Значи, како функционира во Охрид? Веќе имаме и во Охрид објекти, место каде што овие пациенти се згрижуваат, значи не мора додадни во соседна Струга веќе, од неодамна функционира и во Охрид оваа здравствена установа. Да, во 2014 година Фондот за здравствено осигурување има склучено договор за концесионирање, тоест Министерството за здравство го има склучено договорот за концесионирање, а Фондот за здравство има склучено договори за соработка со тие дијализни центри низ Република Македонија. На тој начин се формира едно јавно-приватно партнерство кое што значително го подобри квалитетот на дијализата на државно ниво. Веќе не ги гледаме оние страшни слики кои што пред 10 на 15 години ги гледавме и во такви субстандардни услови во кои што беа третирани пациентите. Дијализата е на сосема друго ниво, европско ниво морам да кажам. Пациентите и договорот од страна на Министерството за здравство е направен така што пациентите се на некој начин земани од одредена точка или од дома, па се носат на дијализен третман, па се враќаат назад. Значи, сосема друго ниво на функционирање. Ние како Фонд за здравствено осигурување ја формираме цената на дијализата и ги обезбедуваме финансиските средства. Значи, и овој сегмент во државава го финансираме. Морам да кажам дека во континуиран диалог сме и со дијализните центри, секогаш може подобро. Тие секогаш треба да се стремат за унапредување на условите во кои што работат и унапредување на услугите. Државата секогаш треба да се стреми за задржување на високо ниво на контрола, затоа што интересите на нашите осигуреници не се на прво место и затоа ние имаме формирано една стратегија со која што во наредниот период ќе воведеме индикатори за следење на квалитетот на дијализата, кој што ќе значи дека низ биохемиски анализи кои што ќе се прават на пациентите, ќе се утврдува дали е постигнат квалитетот на дијализата како што треба да е, а се разбира и имаме еден проект од програма на влада кој што веќе е усвоен, веќе почнува да се реализира, тоа е дијализа во трета смена. Ќе биде наменет за сите оние работоспособни луѓе кои што ради здравствени причини се ставени во процес на дијализа, а кои што се во работен однос, да може да одберат да ја прават дијализата и после работно време навечер. Тоа е една нова можност која што сметаме дека ќе го подобри нивното функционирање во фирмите во кои што работат. Сепак не се работи за многу голема бројка на такви луѓе, бидејќи се работи за многу тешко, многу сериозно болни луѓе. Меѓутоа пак сакам да истакнам дека сум задоволен од условите во кои што се врши процесот на дијализа, секако тие треба да се унапредуваат и секако дека ние треба како држава да водиме силно, да имаме силно ниво на контрола на се она што се случува. Таму и го има. Така. Премногу има проекти, премногу имате активности, но сепак временски сме ограничени. Мене ми останува да ви се заблагодарам што денеска гостувавте во регионалната О2 телевизија. Во некоја следна прилика се надевам почесто ги доаѓате следниот период. Ви благодарам. Знам дека сте презафатени. Ви благодарам пред се вас на поканата, благодарам на гостопримството и благодарам на сите оние кои што денеска можеби не гледаат. Се надевам дека дел од ова што го слушнаа ќе им се види интересно. Се надевам дека даваме впечаток дека правиме се од себе да помрднеме некои работи во позитивна смисла, затоа што имаме одговорност која што ја добиваме од граѓаните, имаме легитимитет кој што го влечиме од граѓаните и правиме се што можеме да не ги разочараме, напротив да бидат задоволни од тоа што е наш влог во она што е наша работа. Така. Искрено ви благодарам што сте секогаш отворени за соработка со медиумите, а преку медиумите информираноста доаѓа и до граѓаните. Ви благодарам, се надевам останува нашата соработка и во иднина, така да навремено ќе ги информираме сите гледачи на регионалната О2 телевизија за сите новини на Фондот за здравствено осигурување и се што се работи и ќе ни бидете драг гостин во иднина. Почитувани, тоа беше директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Сашо Стефановски, гостин во регионалната О2 телевизија.
телевизија, почнавме повеќе теми, чекнавме повеќе проекти на фондот, има се уште, но ни ги оставаме за некоја следна прилика. Се надевам дека она што го слушнавте ви беше интересно и дека го задржавме вашето внимание. Останете и понатака на овој канал, не ја минувајте регионалната од телевизија. Имајте пријатна вечер.